Почитувани, добар ден. Ја следите Црвена линија. Послушајте, македонци, јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината. Како куќа, како дом, како огниште. Конески. На денешен ден, пред 80 години, македонскиот јазик е прогласен за службен јазик. Со правилна употреба на јазикот се зацврстува државноста и темелот на идентитетот. На почетокот на годината, на 26 јануари, изгласан е закон за употреба на македонскиот јазик. Со овој закон, меѓу другото, пропишано е задолжително вработување лектори по македонски јазик и тоа во сите јавни институции и органи на власта. Она што денес ве прашуваме, дали доволно си го почитуваме јазикот? Секако ве прашуваме и на Инстаграм стори, секојдневни анкети на кои што можете активно учество да земете, доколку пред се не заследите на Инстаграм. А на Инстаграм прашањето гласи: дали со закон може да го заштитиме јазикот? Имате две опции за одговор како што гледате. Кликнете на вашиот одговор, дали е тоа да и не, ќе пресметаме во проценти и секако ќе ги соопштиме резултатите пред рекламите. А во продолжение, пред да ја почнеме дискусијата со вас, да го погледнеме и прилогот на нашиот колега Сотир Трајковски. Иако Собранието го усвои во јануари, новиот закон за употреба на македонскиот јазик се уште не е на сила. Раководителката на катедрата за македонски јазик при Филолошкиот факултет Блаже Конески на денешното чествување на 8-те децении од прогласувањето на македонскиот јазик за службен на првото заседание на АСНОМ изрази сомнеж дека причина за доцнењето на примената на законот е изборниот процес пролетта и доаѓањето на новата власт, на која и треба време за да ги дооформи телата што произлегуваат од законското решение и да почне да работи. Очекувам да влезе во сила. Таму беше предвидено формирање на инспекторат, што колку што ми е мене познато не е случајно и еве во очекување сме да профункционира. Со примената на законот за употреба на македонскиот јазик, кој меѓу другото предвидува лектори во сите државни институции, ќе се отвори пат за вработување на дипломирани студенти од катедрата за македонски јазик, која оваа академска година е подновена со 20 бруцоши, кажа Пановска Димкова. А во секојдневниот говор и во медиумите има уште многу да се работи за квалитетна употреба на нормираниот современ македонски јазик. Непочитување на норма во одредени ситуации, неводење сметка за акцентирањето, културата на говор во медиумите, исто така водење сметка за дикција, за истакнување битно, небитно, кога се соопштуваат вести. Придобивките од АСНОМ за чување и негување на македонскиот јазик денес генерално се почитуваат, рече професорот Димитар Пандев. Според него, санкционирани се другите јазици кои имале третман на службени на територијата на Македонија до 1944 година, а манифестот на АСНОМ придонел во развојот на современиот македонски јазик и литературата. Манифестот на АСНОМ е поетски интониран, а подоцна се настанати и сите други административни текстови со што е развиен и функционалниот аспект на македонскиот јазик, развиени се функционалните стилови кои што подоцна ја развиваат и современата македонска литература. Во ноември 1944 година започнала со работа првата јазична комисија со цел да изврши кодификација на македонскиот литературен јазик. Тоа се случило на 5 мај 1945 година со донесувањето на азбуката. А сега секако ќе ја почнеме и оваа црвена линија, вклучувајќи ве вас. Всушност, вие ќе бидете тие кои што
заеднички со мене ќе го креираме ова денешно издание. Што се однесува до темата, ќе подсетиме дека денес ве прашуваме дали доволно си го почитуваме јазикот и дали со закон може да си го заштитиме јазикот. Верувам дека оние кои што имате како што да кажат на оваа тема ќе бидат дел, ќе земат активно учество и тоа со вртање на нашиот веќе добро познат телефонски број 02-307-0005. Јас на самиот почеток ќе ве замолам целосно да го намалите и тонот на телевизорот кога ќе бидете вклучени во програма, се со цел подобро да се слушнеме и оние 90 секунди кои што се наменети само за вас, секако да не се изгубат во тоа колку добро се слушаме. Почнуваме. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, повелете во црвена линија сте. Видете вака, македонскиот јазик треба да се почитува секаде и во сите институции, со тоа што секое вработување ново, без разлика од која припадност да е, треба да полагаат да говорат литературно македонски јазик. Затоа што голем дел што се вработуваат не го знаат македонскиот јазик, зборат на албански или некој друг јазик, не сакам погрешно да ме разберат, но сепак да треба да знаат дека другите живеат во Република Северна Македонија и треба да го почитуваат македонскиот јазик. Треба посебно да се обрне внимание, имаме институции каде што ќе се влезе, се зборува дали на албански јазик, дали на турски јазик или ромски, додека нашиот литература македонски јазик го занемаруваат. Да прашате нешто друго да ви одговорам? Нешто друго, дали со закон може да го заштитиме јазикот? Може, со закон може да се заштити и да се даде една наредба. Секој најново ќе повторно вработување мора да има полагање и познавање на литературниот македонски јазик. Ајде, според вас во секојдневната употреба, дали забележувате дека доволно се негува стандардниот македонски јазик? Во редовна употреба. Да. Дали сме на пазар, дали сме на некое друго јавно место, македонскиот јазик е истистат. Сите го говорат на некој посебен дијалект, што за мене е несмислено. Благодарам многу. Со вас го почнавме во издание на Црвена линија. Топло препорачуваме да останете со нас, па да слушнеме и останатите гледачи какви одговори ќе дадат на денешното прашање. Дали доволно си го почитуваме јазикот? Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Па дали доволно си го почитуваме јазикот? Прво и основно морам да кажам дека диалектите во Скопје, барам во Скопје, се за никаде. Точно го знаете човекот од каде. Второ, и најбитно што е, се стожувам со првиот овој слушател, гледач што скажа, за вработување во институција мора да се знае македонскиот јазик. И трето, значи македонскиот јазик е од некогаш. Денеска ниеден од ниедна партија не се удостои да го честита денот на македонскиот јазик. За жал, што пред некој ден, која беше албанската азбука, се испотепа кој прв да им ја честита албанската азбука. Ова не е фер и од албанците, и од бошњаците, и од србите, и од сите што се тука во Македонија. Значи, Сакате да кажете дека денешниот ден не е доволно исчествуван од страна на политичарите? Прво, политичарите, што нема ништо посебно, јас колку што можев да видам на телевизија, немаше ништо. Второ е најтрагично што ниеден не даде своје мислење да каже чекате ве денеска македонскиот јазик е, јадеме лепо од оваа Македонија. Трагедија е да ви кажам, јас затоа не можам да зборувам за сите, меѓутоа можам да кажам дека јас потекнувам од една националност, али многу подобро го зборувам македонскиот од било. Благодарам многу што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Останете секако со нас, а останатите оние кои што нема да се вклучите, секако ќе ве потсетам дека оваа дискусија ќе можете да ја продолжите и по завршувањето дури на Црвена линија, доколку не заследите на Facebook Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија на Facebook. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало. Добар ден, во Црвена линија сте.
Дали се слушаме? Да, се слушаме, па еве според вас дали доволно го почитуваме македонскиот јазик? Ајде вака, околу јазикот. Не само македонскиот, сите јазици се менлива категорија, се менуваат. Еве пример ќе ви дадам. Јас сум возрастен, еве скоро во пензија влегов, као дете во село имавме многу пример ќе ви дам, грне, бардак, рало, остен и многу што денеска кој ги користи тие? Никој. Значи, а денеска затоа имаме тач, марч, вибер, мивер, многу нови. Глигор Прлич во времето кога отпевал песни, слушнете го него, прочитате го колку ќе го разберете. А денеска, значи, јазикот е менлива категорија, не само македонскиот и сите останати. Секојдневно имаме нови зборови што се применуваат во секојдневието. Така да, но еве дали забележувате правилна официјална употреба на современиот стандарден литературен македонски јазик? Онаму каде што е задолжителна употребата на истиот? Не добро ве слушнав, меѓутоа јазик кој тоа се разбираме е менлива категорија, ќе кажам, после 20, 30, 50 години сосема поинаку ќе дискутира, ќе биде македонскиот јазик, и српскиот, и бугарскиот, и сите останати. Благодарам многу. Ете, од гледачот секако точно јазиците се жива материја, но ние подсетуваме дека на денешен ден пред точно 80 години македонскиот јазик е прогласен за службен јазик, а ние зборуваме за тоа колку еве го негуваме, односно јазикот го негуваме со правилна употреба на литературниот современ македонски јазик и всушност дали ве сметате дека доволно не само што се негува, туку и може да се заштити со закон. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ве слушаме во црвена линијата. Да, повелете. Македонскиот јазик е така избешен каша попара направен. Јас се чудам од овие писменава пела, што се кажуваат како писмена, што завршиле факултет ли. Кога ти излагаш од дома, викаш излегувам од дома. Тие викат искачам. Ако вика зборувам сега со вас, ја не викам зборам, него зборувам со вас. Тие академици, тие научњаци, например, играш нешто, еве, фудбал играш, викат утакмица, надпревар е тоа. Јас изборувам чисто македонски како што личи. А овие, што се, како неќам да ги набровам, кои ќе зборуваат и во парламентот и ги слушам ова, значи не можам да ги поднесам. Ви се чини дека со закон можеме да си го заштитиме јазикот? Неговата правилна употреба со закон? Па никој не ни брани, зашто да не го заштитиме со јазик? Тоа значи дека, еве само да ви укажам, на 26 јануари изгласан е закон за употреба на македонскиот јазик. Со овој закон, меѓу другото, пропишано е задолжително вработување на лектори по македонски јазик во сите јавни институции и органи на власт. Тоа точно и така и треба. И плюс ќе додадам друго, сум кажал. Без да го знае некој македонскиот јазик, и то правилно да го знае македонскиот јазик. Благодарам многу. Секако ни укажавте кои се вашите ставови и одговори. До сега можевте да слушнете од повеќе гледачи кои се нивните видувања во однос на денешната тема. Продолжуваме со вас. Добар ден или веќе добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Па зборуваме за примена на македонскиот јазик. Така. И стално повтарате закон. Многу лесно, со закон и со казни. Погледнite ги фирмите. Чириличното писмо е составен дел на македонскиот јазик. Фирмите се на латиница и на англиски јазик. Зошто? Зошто на латиница и на англиски? Има многу лесно. Кој сака на латиница пута 5 нека плати фирмарина, ќе прашуваат има ли уште чирилица. Тоа е многу лесно да се реши.
И тоа е едина работа што не обединува во оваа држава, тој македонски јазик. А еве, забележувате ли дека се користи правилна употреба на литературниот македонски јазик, онаму каде што е задолжително? Го користат правилно, само задолжително постарите луѓе кои учеле во нормални школи и нормално читале, лектира. Всушност сметате дека коренот на проблемот лежи уште во самиот почеток на образованието? Како во образованието е проблемот, каде се учи јазик? Кај се читаат книги, ако не се читаат во основни свет? Како беше некогаш, како беше задолжително да се негува и почитува јазик? Нормално. Значи, све што било убаво, препишите го и продолжите го. Не морате да измислуваме, што ви кажа, топла вода. Многу е просто, многу едноставно, право да ви кажам. Ама не сакаме. Очигледно е дека не сакаме. Благодаря многу што ги споделивте вашите ставови со гледачите на Црвена линија. Останете со нас и секако продолжуваме понатаму со дискусијата, поточно со останатите гледачи. Добро вечер. Добро вечер, нека биде. Поздрав од Германија, од Мите Василев, чедо Божио. Поздрав до сите оние кои што еве се македонци и не следат во моментот од Германија. Па еве сега ја не може да бидам гарант дека секој го прате ово. Мене ме занима, мое и сакам така и ја 2-3 збора да кажам. Еве, дали може да ни откриете колку се негува македонскиот јазик за заедниците македонски во странство, поточно во Германија, кои што живеат? Тинче, слушај, чичко Мити, шо ке ми ти каже, чедо. Прво, нашите корени се ни слаби. Рачунете дека во Македонија живеат националности како секаде у светот, али во Македонија толку се издраматизирало да не го изучуваат јазикот него, колку националности, толку нивни работи си внасаат. Јас сум тука, дозволи само, јас сум тука како да кажам, 50 и неколку години веќе, преко 55. Што е работата? Јас го поштувам германскиот јазик, јас онолку колку можам, јазикот и законите, а кај нас лошо е што да било албанско, да било турско, да било босанско, српско, што е да не набројувам. Ние сме самите проклети за тоа. Ако не си го сакаш своето чедо, не ја сакаш ни Македонија, не? Така, благодарам многу што пред се ни е чест и драго што еве можеби многумина македонци низ повеќе земји не следат благодарение на интернет. Продолжете, секако отворени сме и за конекција со вас. Кога веќе зборуваме за македонскиот јазик, ќе потсетиме дека на денешен ден, пред 80 години, македонскиот јазик е прогласен за службен. Но колку еве забележувате правилна употреба на јазикот, онаму каде што е задолжителна, и дали доволно според вас си го почитуваме јазикот? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Тино, нити го поштуваме македонски јазик, нити го поштуваме македонското писмо. Што гледачот пред мене посочи. Се наоѓаме во Македонија, ништо македонско нема ни од писмо, ни од јазик. Јазикот, говорот, нарочно во Скопје, користат сарбизми, зубот ме боли. Дојдова, автобусите заминала, ми го зима е годишно време, ја колку што знам. Користат некои изрази, просто ми се гади, ако верувате. А толку убав јазик имаме. Толку убаво писмо имаме. Меѓутоа, ја гледам и политичари, ме бутна. Што е тоа ме бутна? Какви се тие изрази? Дојдова, заминала. Тоа е катастрофа. Според вас, дали со закон можеме да го заштитиме јазикот, дури кога станува збор за негова употреба страна на политичарите? Прво, јазикот се заштитува уште од основно образование. Како прво. Како второ, што рече претходниот гледач, ќе му туриме на фирмата 5 пати поскапо, па нека пишува и на кинески ако сака. Мора да се преземе нешто. Како да се наоѓаме во некоја држава кај што нигде го нема ова, ни во Африка го нема.
се знае државата, се знае кириличното писмо. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Останете со нас, продолжуваме. Добро вечер. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Благодарам. Нешто не се поштува, туку треба да се казнуваат дебело тие, поготово од јавните медиуми или јавните личности, што не го употребуваат литературниот македонски јазик. А уличното зборување не ми смета. Имаме дијалекти, можеме. Меѓутоа, обавезно законот да се применува оно што е донесен јануари или февруари, кога е за лектори. Обавезно обврскаме секоја ТВ станица, ТВ куќа кај вас. Треба да имате лектор. Да има лектор секаде кај што има изнесување преку медиуми. Ќе дадам неколку примери. Ајде да не спомнувам имиња, па го акцентот се става на последниот слог. Па тоа мене цревата ми се превртуваат кој ќе слушам вести на некои новинари, наводно новинари, тие може би се добри новинари, пишани новинари. Апсолутно не смеат да се пуштат така да зборуваат јавно преку ТВ каналите. Ќе спомнам Канал 24, ќе спомнам Канал 5 исто, или имиња дури ќе спомнам. Не можам да го поднесам Мицевски Стојанче кога дава вести и Матеа Петровски кога дава вести. Добри новини. Вака, сега благодарам многу за вашите одговори. Оно што морам да напоменам во продолжение да имате во предвиците, вие кои што допрва ќе се вклучите, јас верувам дека има ситуации на кои што сте сведоци, особено кога зборуваме за темата, и сте револтирани. Но етиката, правилото во Црвена линија е секако да не се спомнуваат имиња, јавно да се нас посочува кој според вас, ева во овој случај, добро го владее, не го владее, нели, литературниот јазик. Оно што ве замолуваме, нели, во однос на темата, придржувајте се до нашите правила, тоа е секако да немаме употреба, да бидат изоставени грдите зборови во употреба и секако да нема присуство, нели, на говор на омраза и така натаму, говор кој што алудира на насилство. Секако нема да ја испуштам и можноста да ги прочитам и дел од коментарите кои што веќе ги имаме на Facebook, на нашиот профил Црвена линија. Секако ќе ве потсетам да не заследите и еве можете и да полемизирате таму со оние кои што не следат и секако да оставате коментари, па и да направите по некое споделување. Ќе го прочитам пред се коментарот на Давор Филиповски, кој што чинам дека нели тенденциозно со малку иронија посочува во однос на тоа колку го почитуваме јазикот, односно преку играта, ќе речам, на зборовите, односно начинот на кој што е напишан коментарот. Давор Филиповски напишал: не го почитува ме јазикот, туку ги гледаме другите што ни кажуваат што да работи ме. Тоест си играат со нас како им одговара. Руса напишала: македонскиот јазик не се почитува, има спикери, новинари, предпоставувам кои се во телевизиите имаат акцент на дијалект, во преводи, во реклами, дипломирани, школувани, а не го говорат македонскиот, предпоставувам, а не го говорат македонски реклами, например има реклама за бебешки пелени, се употребува зборот какфонуа, не знам што е ова, што е напишано, да, што збор ерој што објаснува како дозволувале таква реклама што со немакедонски збор. Секако некои зборови се и позајмени, особено за технички апарати или во медицина или латински, треба закон дека во нашата земја македонскиот секаде во градинки, училишта и на работа. И кога зборуваме за негување, односно за правилна употреба на македонскиот јазик и на било кој јазик, секако не само употребата во однос на говорот, туку и во однос на пишувањето. Па еве колку доволно ние самите го почитуваме македонскиот јазик. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Па, покушаваме, во ствари се пробуваме, ајде да кажеме малце
македонски, се пробуваме да го зборуваме јазикот онака како што е, книжевниот јазик, коневски. Меѓутоа, треба да разбереме, треба да се помириме со тоа дека во Македонија има доста дијалекти и во разни краишта. Но ние зборуваме за официјална употреба на македонскиот литературен јазик. Ако тие луѓе не излегле од нивните места, не се образовале доволно, не завршиле барем основно комплетно, а и средно не е лошо, значи го зборуваат јазикот, тој јазик што се зборува во тој крај таму. Така да, ете, тие ќе се замешат и во животот и ќе дојдат во градовите и сетем не се разбираме со нив. Меѓутоа, во секој случај, оној што добро го владее македонскиот јазик, книжевниот јазик е основа на македонскиот јазик, да се разбериме. Треба да се доближиме до него сите, и тие што зборуваат дијалекти, и тие што зборуваат јазик, друг јазик, освен македонскиот, што сака да се замешат во власт, во, како да кажем, во парламент, едно друго. Значи, сите тие луѓе Ке подсетам само, внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди за едно јавување. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Ке подсетиме дека имаме и активна анкета. Секако ќе ми биде особено драго доколку не заследите на Инстаграм и се најдете помеѓу оние кои што веќе одамна не следат и земаат активно учество во нашите секојдневни анкети. Денес на Инстаграм е преведено Инстаграм приказнат, односно како што е во употребата секојдневна Инстаграм стори, тоа го знаат оние кои што редовно ја користат овој социјален медиум. Велиме вака, дали со закон може, прашуваме, дали со закон може да го заштитиме јазикот? Имате две опции за одговор, да, не, ќе ми биде особено драго и ако одговориме на ова прашање и со директно вклучување во црвена линија. Добро вечер. Дали имаме некого на линија? Добро, да не биде дека зборувам сама со себе, најверојатно јас ќе посочам доколку и ве вклучат од режија по вртењето на 02 307 0005. Ќе ве замолам прво што треба да направите, целосно да го намалите тонот на телевизорот, да бидете и малку трпеливи, секако ќе ви укажат на тоа дека треба малку и да се причека, доколку особено имаме гледач кој што е директно вклучен во програма, да не се исклучувате. И еве, оно што сакаме денеска да слушнеме од вас, сведоци сме секојдневно, дали преку медиумите, па и генерално низ институциите во земјата, дали забележувате дека доволно се негува и се почитува правилната употреба на нашиот јазик, дали е тоа во писмена форма, во говорна форма и дали сметате еве дека со закон може да го заштитиме јазикот. И па добро вечер. Добро вечер. Па еве, вие на каква употреба на јазикот сте сведок, вака секојдневно зборуваме за официјална употреба, правилна употреба на македонскиот литературен јазик? Правилно, па да ви кажам дека дали се зборува 70% правилно. Сега вака, државата е виновна за сето ова што ни се случува. Државата треба да донеси закон, секој кој живее на тлото на држава да го учи македонскиот јазик, тоа е едно. Второ, да не може да се вработи ни во школи, ни во администрација, ни на факултети, нигде. Ако не го знае македонскиот јазик, треба да направи една цврста програма и закон македонскиот јазик да се учи онака како што треба. А не ние подкусуруваме единствена држава во светот сме, што парталиме, си го парталиме самите јазикот. И ќе дојде ден самите меѓу себе да не се разбираме. Ова е пропас невиден за Македонија. Да појдеш од еден град по друг да не можеш да се разбериш. Ќе подкусуруваме, до кога ќе подкусуруваме? Јазиков треба власта, закон,
парламентот да се свика, да се донеси и да се каже дека македонскиот јазик е целосебна држава, сите да го зборуваат посебно во администрација. А ако треба да го викнам да ми копа во нива, ако не за јазик, не го викам. Пример, или било што да ми работи нешто. Тоа мора да се застане еднаш држава правиме со парталење на јазикот. Тоа срамота што се случува само. Благодарам многу. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди. Продолжуваме со гледачи. Добро вечер. Добро вечер, Македонијо. Господине Тале, дали доволно си го почитуваме јазикот, односно правилната употреба на јазикот? Јас за себе кажувам дека за мене македонскиот јазик е свет јазик, од Бога даден јазик, преку Свети Кирил и Методи, преку Свети Климент и Наум и другите наши дејци македонски, од Бога благословен. Но 90% македонци не го чувствуваат за свој затрак, за мил нашиот македонски јазик. Кај да појдиш не можеш да слушнеш една песна македонска со месеци, со години во продавници, ресторани, бензински пуштат преку интернет туѓа музика, кој не баре од окупација сме. А после оти албанците не зборувале македонски, оти другите не зборувале македонски. Кога самите дел македонци се неголеми душмани на својот македонски јазик и на се македонско, обезличени во 33 години независна Македонија. Дали од секогаш не се негувала правилната употреба на јазикот? Што мислите? Мене ме чуди како може македонец да користи турцизми, срвизми, па и англизми сега, а да не му е свет, да речеме, многу ми пречи да слушнам муабет. А колку зборуваме, разговараме, зборуваме, или далеченски управувач, не знам, секоја ти чест, или почитување, поштовање. Цел живот живе по Македонија, македонски зборови не научија. Ама тоа ти е до национална свест. Најголеми душмани на Македонија, на македонски јазик се дел македонци. Самите негираат. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Добро вечер. Здраво. Здраво. Во црвена линија сте, повелете. Па еве, ја вака ви кажа, преска читаше нешто на Facebook, не знам на што ти беше. Добро. Какофонија. Значи, тој израз ти беше пишан. Тоа... Какофонија у рекламата има едно дете како се напрега да заврши... Какфонуја е напишано, но сега какфонуја не е македонски збор. Се спомнува дете таму у кадар, каде што се напрега, па мама и тато изненадени. И овие го пишале какофонија у рекламата, што не е веродостојно. Мислам, што ме гледал рекламата и тој збор не спаѓа таму, не му е место за таму. Иначе, многу не се почитува јазикот во Македонија, еве дури јас сега се почитује. Значи, сакаме ние да збориме литература македонски, ама претежно у Скопје жаргон се користи. Но збориме за официјална употреба, имаме администрација, нели писмени оддел. Тие треба да го знаат. Тие мора да вергуваат како што треба. Али ја не морам, не сум обврзан. Али сепак си го поштувам јазикот. Тоа ме плаши сега ова што денеска имало некој собир тамо за македонскиот јазик, па ништо не било решено околу македонскиот јазик. Тука ме плашат тие работи малку... Со закон може ли да си го заштитиме јазикот? Тешко, ни со устав, ни со закон, затоа што сме многу подредени. Поздрав, пријатно. Благодарам многу и вам за учеството. Добро, одиме понатаму. Добро вечер. Право? Добро вечер, во црвена линија сте. Добро вечер. Добро вечер, ве слушаме, повелете. Едно да ви кажам, емисијата ви е супер, само да ви кажам, со сите тие што се јавуваат кај вас, треба, ако вие со ним разговарате, треба да им го продолжите тие минутки што ги изгубаат тие. Ги продолживме во еден случај. Ајде да слушаме во вашите секунди што ќе одговорите на нашата тема. Нема што да одговорам, сакам да ви кажам дека ова емисија, вие давате таа емисија само може да биде така формално. Никој тоа не е почитува и не е
Господине, тогаш зошто се вклучивте, еве, формално, неформално, одговорете ми барем на прашањето кога веќе ве имаме, дали доволно си го почитуваме и негуваме правилно јазикот? Дека ги скратувате минутките на луѓето. Така, ајде, чао. Добро, јас не верувам дека ги скратуваме минутките, воопшто не станува збор за минутки, станува збор пред се за минути и оно што е најважно во црвена линија, секој оној кој што ќе се вклучи има 90 секунди. Благодарам сега кој што го искажавте вашиот став и мислење во рамки на ова издание, но многу ќе ни биде подраго секоја секунда да биде драгоцено употребена да ги слушнеме вашите одговори во однос на темата. А темата е едноставно прашањето дали доволно си го почитуваме јазикот и дали со закон можеме да се го заштитиме јазикот. Колку сте вие лично сведоци на официјалната и правилна употреба на македонскиот литературен јазик. Добро вечер. Здраво живо. Здраво живо, повелете. С вами слушаме добро. Малку погласно само би ве замолила. Ево да забележам до сите скоро. Нема србизми тука, нема никакви други јазици употребено или зборови од други јазици. Све се тоа македонски дијалекти, изградени во наводно своји јазици. Од пред 2500 години основната историја во Европа е Македонија. И образование, литература, култура, све. Затоа е негирата нузитет од Македонија. Какви србизми? Тоа се македонски дијалекти, Хрватска, Србија, Словенија, Словачка, Чешка, Полска, Русија. Што македонски, тоа е во основа македонски јазик. И во англискиот имате македонски, но минимум 15 зборови. Колку пати сум се сум кажал? Основните зборови во англискиот јазик се македонски во основа. Направете една генеза, ако имате интелигенција. Поздрав од мене. Поздрав, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму да видиме што ќе кажат другите гледачи. Добро вечер. Добар ден, јас ви рекла. Добар ден. Па некои од гледачите ме укоруваат дека не го почитуваме и не се ни трудиме да го почитуваме и дека јазикот со закон може да се заштити ако го почитуваме законот. Меѓутоа, ние, пошто ништо не почитуваме и не може да го заштитиме ниту јазикот, а како што сме тргнале, и државата не може да си ја заштитиме. Меѓутоа, да се држиме за јазикот. Сите ние што се јавуваме, не говориме литературно македонски. Сите ние говориме на некој наш дијалект што не е греда, што би рекла. Меѓутоа, кога говориме во јавност, треба да се трудиме колку може да збориме по литературно македонски. А да не зборувам за употреба на граматика и граматички грешки. Сега, исто и вие медиумите, не вие како тема, општо, јас најмногу следам телевизија. Во сите телевизии, во сите напишани теми скоро има грешка, ако гледам од граматички аспект. А да не збориме на социјалните мрежи. Тоа е катастрофа. А тале нека не ми бистри политика, он најмногу го злоупотребува македонскиот јазик. И доста веќе овде ваква песна, онде таква. Кој каква сака музика ќе се слуша, не значи... Ве молам, бидејќи по гласот звучите повозрасна жена и дали никогаш повеќе се внимаваше во однос на негувањето и држењето до она како е правилна употреба на јазик? Да, повеќе тоа. Како минуваат годините, се помалку се води ред за правилна употреба на македонскиот јазик. Тоа е моје мислење. Така, благодарам многу за вашите одговори во црвена линија и ќе ве замолам да не ги користите секундите кои што се ваши, за да ги коментираме останатите гледачи. И да ве иритираат, ве молам да се држиме до она за што сме тука, а тоа е да го слушнеме вашиот став. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Да. Сакам да прашам, кога одате у Германија на работа, треба прво да го знаете германскиот јазик, па за после да работите да ви дадат работа. Дали сте некаде, дали ако сте во Америка мора само еден јазик има англиски, други тамо не се признават. А кај нас колку јазици се признават? Само сакам едно
стално што кога ние патуваме како пензионери одам Западна Македонија или од Етово универзитетот. Зашто да стојат прво на албански, па после да стојат? Дали тај универзитет? Па и во Швајцарија, се извинувам, и во Швајцарија има употреба на повеќе јазици, но ајде да зборуваме за македонскиот јазик дома. Колку забележувате правилна употреба на јазикот, еве? Дозволите, земате ми го времето да кажам. Ке ви додадеме време. Дозволите ми да кажам, земате ми го времето, еве, дозволите да кажам. Дали го користим? Уопште не е правилно користим. Поготоа во Скопје, Тетово, Кумано, тие се диалекти. Скопјани највише грешат со јазик, а и во телевизијата водители што да слушам како грешка се изразуваат и се. Сакам да прашам, тај факултет у Тетово, дали го со државни пари се изражува или еве и уструга ми остане, не само уструга, ако одеме секад. Прво стои на албански, па тука не е Албанија. Ако се наваѓаме ние у Албанија, нашиот јазик сигурно ќе го нема таму, а тука има, нека има, не сум против. Ама нека чува прво на македонски, па после на албански. Благодарам многу. Вака сега, кога ве насочувам, кога зборувате, целта ние денеска зборуваме, веќе подсетам дека на денешен ден, пред 80 години македонскиот јазик е прогласен за службен јазик. Секако постои правило според кое што треба да постои правилна употреба на официјалниот стандарден македонски јазик, а тоа значи секаде онаму каде што како таков се употребува, односно закон за употреба на македонски јазик. И овој закон, меѓу другото, е пропишано е задолжително вработување на лектори по македонски јазик во сите јавни институции и органи на власт. Дали доволно го негуваме нашиот јазик и неговата правилна употреба, онаму каде што е задолжителна? Добро вечер. Добро вечер, Тина. Добро вечер. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Вака, јас колку што учев, толку знам. За македонски јазик е признат литературно, Велешко, Прилепски крај со битолски. Со битолски, акцентирањето. Тоа е македонскиот јазик прав во книгите и јас се баш се мислам ми е задоволство затоа што сите медиуми точно тоа го зборуваат. А овие нагласоци што се, да речеме, диалекти на Куманово што зборуваат овие скопски, тоа е сето измислица. Тоа е, не знам како да кажам. Меѓутоа, тоа е заштитата на македонскиот јазик со закон. Не можеш ти да го натера сеникот Куманово со закон да ти зборува, мислам. Ама зборуваме за официјална употреба на јазикот во јавни институции. Важно е дека, Тина, ќе ми одземите од времето, не се слушаме. Важно дека е македонска телевизија или Сител, или Телма, или било кој, точно го зборуваат македонскиот јазик. Тоа е најважното, да речеме. Тука се задржува јазикот, а тоа диалектите како сака нека биде. А на крај му честитам на тој од Радишан и од Крушево што навистина имаат добри телефони. Благодарам многу за јавувањето. Меѓу другото ќе подсетиме дека диалектите и се богатство на еден јазик, но ние денеска зборуваме за официјалната употреба на јазикот онаму каде што всушност и постои закон за правилна, задолжителна правилна употреба на јазикот. Не само во говорот, туку и во пишувањето. Значи, станува збор за правилна употреба на македонскиот јазик во јавни институции, органи на власта и така натаму. Па ајде да слушаме колку го негуваме правилно нашиот јазик. Добро вечер. Повелете, ве слушаме, Видете, еден кажа дека колку што сме учени ние, толку и можеме да литературно да го зборуваме македонскиот. Инаку, вистина со што си имаме диалекти, тоа е точно, инаку нормално си го почитуваме. И сега јас малку назад ќе се вратам, ако го почитувавме јазикот, требаше кога се подпиша тој договор со Бугарија,
дека од 45-та ние македонскиот дијалект, тогаш сите требаше да станиме на нозе. Така малку ќе звучам како екстремно, ама тоа е факт дека ние тоа го прифативме. Така да а инаку, вие што сте медиуми, ова мислам справо, се изборувате литературно. Само не знам сега дали важите за писмово кирилично, што никаде не се практикува ваму во западна, пример, Македонија. Се на латиница и прво се пишува на друг јазик, после некаде никако, некаде само. Тоа мора да се направи со некој закон да се заштитит и македонскиот јазик и кириличното писмо. Толку јас мислам, друго не знам што да кажам. Пријатно. Благодарам секако за вашето учество и за вашите одговори во Црвена линија. Дојде времето и да ви ги соопштам резултатите од Инстаграм анкетата. Денес сите оние кои што не следат на Инстаграм ги прашавме дали со закон може да го заштитиме јазикот. Со да одговорија 73%, а со не одговорија 27%. Почитувани, сега време малку да ги погледнеме рекламите, а потоа се враќаме во студио. Благодарам многу што бевте дел од ова издание на Црвена линија. И верувам дека многумина од вас со нетрпение очекуваат да ве конектирам со моите соседи, односно да ве поврзам правилно македонски, нели, кажано, па еве, Нена, добри ли сте? Поврзани сме. Поврзани сме. Колешке, бирај ден се полни на месецот, следен. Да си бирам ден за што да ви дојдам? Да. Нели ке пееме, ке играме чочеци? Сега, ја чочек не знам како ќе изгледа тоа, ама ке со овие стари колена ке се обидам